Зима е 1941 година. Светот веќе е поларизиран по линијата на фашизам и антифашизам. Чука на вратата Втората светска војна. Духот на злото на фашистичка Германија веќе наголемо опирува по земјите на Источна Европа. Големи светски центри и личности не сакаат да веруваат дека Хитлер подготвува судир од светски размери. 6 април 1941 година. Хитлеровите фашистички орди ја напаѓаат и ја окупираат Југославија. Југословенската војска капитулира. Христијан Тодоровски е 20-годишно голобрадо момче, но веќе прекален и легалец. Неговиот бунтовен дух не се мири со новонастанатата ситуација, на повик на комунистичката партија, предано се вклучува во акциите за подготовка на организирана борба против фашистичката окупација. Се организираат скоевски и партиски келии, илегално се собира и се крие оружје и муниција, се планираат и се подготуваат првите борбени акции. Христијан е тука, во постојано движење. 12. октомври 1941 година. Првите синови на Куманово и на Прилеп ја запалија искрата и го разгореа пламенот на востанието на македонскиот народ. Револуционерно Куманово на повикот за востание построи два партизански одреда – Козјачкиот и Карадачкиот. Христијан Тодоровски е припадник на Козјачкиот партизански одред. Неговиот другар и соборец Дане Цеков подоцна ќе запише: со пушка и шајачено овчарско гунче меѓу првите пристигна на местноста Студена вода. Од тука одредот тргна на првиот партизански марш. Тргнаа децата, слабо вооружени, но храбри и решителни да го менуваат светот, да се изборат за слобода и правда, за поарен живот. На патот кон Козјак планина, по наредба, Христијан мораше да остане во селото Четирице да го чува командантот Љубе Здравковски Гачо, кој патем се разболе, се сеќаваат подоцна другарите од одредот. Неколку дена подоцна, на 17. октомври, одредот во нерамна борба со бугарскиот фашистички окупатор во селото Малотино беше разбиен. Следуваат крвави репресалии врз преживеаните борци на одредот. Христијан Тодоровски се враќа во Куманово и по известно време заминува во Србија. Во Врање се поврзува со тамошната партиска организација и се приклучува на партизаните од Кукавичкиот партизански одред. За кратко време се истакнува со својата решителност и храброст во низа борбени акции на подрачјето на Јужна Србија и се стекнува со неподелени симпатии кај српските партизани. Стана познат со популарниот прекар Македонче. Со време, меѓу другарите, се прочуи како Карпош. Зошто Карпош? Го прашале еднаш другарите на одмор меѓу две борби. Уште од дете му се восхитував на прочуениот кумановски крал Карпош, кој ги крена рударите и селаните од овие краишта против турското робство. Мечтаев да ја имам неговата сила и храброст и да го носам неговото име, да сум цврст како Карпа, раскажал Христијан. Во септември истата година повторно заминува во Србија и во Црна Трава се приклучува на вториот јужноморавски одред. Во тешката и крвава борба со бугарската фашистичка полиција кај Момен Камен, Карпош ја губи својата лична карта. Врз основа на истата, во Владички хан од страна на прекиот суд, Карпош е осуден на смрт во отсуство. Истовремено, по него е распишана полициска потерница. Додека трае потрагата, Карпош, по заминувањето од Врањскиот партизански одред Сима Погачаревиќ, во првата половина од таа 1943 година се крие во Куманово. Извршува партиски задачи и подготвува група за излегување на нов партизански одред. Често е во обиколка на селата по Козјачијата и работи на создавање на идните партизански бази. Меѓу селаните наидува на топол прием и разбирање. Пролетта
Партиската организација на Куманово донесува одлука. На 26. јуни 1943 година да излезе група на кумановски партизани, јадрото на идниот кумановски партизански одред. Заради конспирација, јадрото е поделено на две групи. Првата група излегува од местото на воденицата на Ангел Тодоровски, а ја сочинуваат Христијан Тодоровски Карпош, Ангел Лазаревски Шајче, Тоде Димковски Думба и Диме Домузлиски. Втората група излегува од бавчата на Денко Цеков, а ја сочинуваат Панче Пешев, Доне Божинов, Живко Чала, Миле Кипра, Дане Цеков, Методи Томовски Панче и Бранко Стојковски Руле. Тие се идните карпошовци, ударна тупаница на идниот легендарен партизански командант Христијан Тодоровски Карпош. Првото борбено крштевање го имаат ноќта на 3 спрема 4 јули 1943 година, кога карпошовците начело со Христијан Тодоровски ја нападнаа општината во селото Сувора и ја запалија архивата на бугарскиот окупатор. Акцијата за прв пат е изведена со громко ехо на познатото смрт на фашизмот, слобода на народот, што потоа силно ќе одекнува ширум козјачијата.